Замислете дека Израел настанал на Балканот. Оваа можност некогаш и постоела. Па ајде да се вратиме на почетокот на 20 век. Многу евреи ширум светот размислуваа за идејата за создавање своја држава. Покрај неколку официјални предлози се истакна и необичниот предлог на Лео Еутон, поврзан за државата Албанија. Според бројни извори, Еутон се наведува како новинар. Меѓутоа, според тврдењата на неговото семејство, тој бил британски бизнисмен. Тој во 1935 година отпатува во Албанија за да провери дали таму е можно да воспостави еврејски национален ентитет. Зошто токму Албанија? Поред Еутон, Албанија беше погодна поради земјоделството и економската перспектива. Земјата не покажуваше историски антисемитизам или верска нетолеранција, што подоцна се докажа и во Втората светска војна. Муслиманите и христијаните ги ризикуваа своите животи за да се спаси еврејското население. Албанија беше единствената европска земја која по војната имаше поголем број еврејско население отколку пред Холокаустот. Албанците храбро одбија соработка со нацистите и не ги предадоа регистрите на евреите. Наместо тоа, на еврејските семејства им овозможија лажни документи и им помогнаа да се скријат меѓу албанското население. Еутон во извештајот предложи создавање на еврејски национален ентитет во Албанија кој би можел да се оствари во соработка со сионистичкото движење. Неговиот предлог, испратен до претседателот на Хебрејскиот универзитет во Куц, никогаш официјално не е разгледуван и ден денес под клуч се чува во Националната библиотека на Израел.